Благодарам, колега, на репликата. Целта секако дека би повеќе од добра и добронамерна и е во интерес на учениците, секако и на нивните родители. Јас сметам дека буџетот е за сите граѓани на Република Македонија и дека средствата од буџетот се распределуваат и овде воопшто, како вие што спомнавте, не треба да ги мешаме општините. Ние со амандманов бараме бесплатни екскурзии за децата, за учениците, кои државата треба да им ги овозможи. Зошто го бараме ова? Затоа што, како што спомнав и во мојот говор, на учениците им се потребни вакви екскурзии и прошетки. Не само да ја запознаат својата земја, туку тие психички треба да се релаксираат покрај сите случувања и настани кои се одвиваат околу нив. 2 години, како што кажавте и вие, беа затворени дома поради пандемијата, седнати пред компјутер, немаа никаков допир со надворешниот свет и со реалноста. Затоа сметам дека овие едукативни, но и рекреативни екскурзии многу ќе допринесат за понатамошниот нивен психички, секако и физички развој. Голем дел од децата во Република Македонија и нивните родители не можат да си дозволат и затоа секоја помош е добре дојдена. Можеби не се работи за големи средства, но ако се согласиме овде сите заедно, ако го изгласаме амандманот, понатаму ќе земе решение како и овие средства и да се зголемат и како да се распределат. Мора малку повеќе да бидеме сложни кога се работи и е во интерес на децата, на учениците, и мислам дека веќе е доста со изговори, со натегање кој е во право, кој не е. Пари во буџетот имаме енормно висок, највисок досега историски буџет од 5,3 милиарди евра и ние бараме само еден многу ситен мал дел. Тоа се средства кои се незначителни во однос на оние со кои владата се расфрла. И да не должам многу, имаме уште многу амандмани за одбивање или разгледување, како и да речам, да им оставиме простор на нив. Благодарам.